Лаура, си пријавила ли во полиција во Сдружение на новинари на Македонија или си побарала ли помош од некоја друга институција и дали си добила заштита и помош? И сакам да те прашам дали можат ваквите закани, навреди, клеветите да те поколебаат да останеш во професијата? Првите два случаи кои веќе ги споменав не беа пријавени, сепак станува збор за кратко работно искуство од 1 година и тогаш не пријавив. Меѓутоа, наредниот случај кога имав институција со која што практично излегов на суд заради приказна која што ја напишав за вработениот и газдата, ми даде понатамошното искуство ми даде поддршка понатаму да можам да пријавам во ЗНМ. Да, добив помош, бидејќи тоа за мене представуваше стрес. На 2 години кои што ги работев практично во новинарството, да бидам на суд за нешто што не сум виновна, за нешто во што не сум инволвирана, представуваше стрес, беше стресно вака. Меѓутоа и тоа излезе на крај позитивно и ништо не ме поколеба за да се откажам од мојата професија од новинарството, бидејќи уште како мала знаев дека ќе бидам новинар, знаев дека ќе биде тешко, знаев дека ќе има притисоци, закани и се бориме на секој начин да може ова да се реши, да се тргне на страна, бидејќи и новинарството е професија како и сите останати, ние треба да работиме како и сите останати и не планирам во иднина да се откажам од новинарството заради ваквите притисоци. Напротив, ќе барам начин заедно со моите колешки, колеги, за да се надмине ова. Добиваш поддршка од сопственикот на медиумот во кој што работиш? Да, имам апсолутна поддршка, имам грб зад мене и мислам дека и тоа придонесува што вака слободно можам да зборувам и можам да кажам дека нема да се откажам од новинарството.